Поп-пејачката Бојана Атанасовска со песната Диви цветови победи на 30-тото јубилејно издание на фестивалот за забавни мелодии Макфест, кој заврши синоќа во Штип, освојувајќи ја главната награда од 10.000 евра. На второто место заврши дуетот на Панчи Илиев и Илија Кикиритков и песната Кој што ме чуе да пеам и си заминаа со втората награда во вредност од 7.500 евра. Третото место и наградата од 5.000 евра отиде во рацете на Евгенија Чанчалова и композицијата Миг до вечност. Со многу емоции, еве што изјавија наградените. Малку збунета и многу сум среќна пред се, затоа што Макфест за мене значеше почеток на мојата кариера и од тогаш ми тргна се на добро. За окружување на уште една победа за мене е навистина голема среќа. Особено ми беше огромна чест што ме пратеше ваков преубав ревиски оркестар и што Макфест доби ново руво. Не знам, пресрекна сум. По секој случај сум многу среќна. Втор пат сум како изведувач на оваа сцена на Макфест. Возбудата е многу голема, адреналинот е се поголем и поголем. Многу ми е мило и драго што освоив награда на овој престижен и реномиран фестивал. Презадоволен сум имајќи предвид дека прв пат учествувам на Макфест. Немав ни намера ни оваа година да учествувам, не сум некој човек кој учествувал по фестивали. Меѓутоа ме натера и испадна како добра комбинација. Презадоволна сум. Поздрав до сите, ве сакам многу. Честитки за 30-тото јубилејно издание имаше и од градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Посебно да ги поздравам нашите изворедни уметници, да ги кажам, нашите пејачи љубави, шлагери и песни. Сакам да кажам дека ова година е 30 години од Макфест. 30 години не е мал јубилеј. 30 години фестивал каде се отпеани над 1000 песни. 1000 песни кои се пеат по нашите радиостаници, телевизиски станици, кои се пеат на секој место. И честитам за организацијата на сите они кои беа вклучени во ова 30 годишно издание на Макфест. Морам да истакнам благодарност во владата на Република Македонија и Министерството за култура која поддржува оваа манифестација. Сакам да се заблагодарам на македонската национална телевизија која безпрекорно овие неколку дена вршеше перфектен пренос од Макфест. Еден голем аплауз за нив. Се заблагодарам на оркестарот заедно со нашиот диригент Марковски кои навистина беа прекрасни и навистина ги пратеа нашите пејачи, не направија ниту една грешка. И секако една голема благодарност за сите оние волонтери кои навистина максимално се вклучуваа во овој период да биде секако што треба. На 30-тото јубилејно издание за најдобар дебитант е прогласен Огнен Здравковски, кој се представи со композицијата Те молам врати се. Наградата за сценски настап ја доби Виктор Апостоловски со темата Ни јас, ни ти. За најдобар аранжман беше наградена композицијата Како небо и земја од Лазар Цветковски. Гоце Симоновски музика и аранжман во изведба на Дарко Илиевски и за најдобра интерпретација беше награден Ѓоко Таневски за песната Ако љубов е. За најслушана песна помеѓу двата фестивала беше прогласена минатогодишниот хит Тажна љубов, срекна песна на Тамара Тодевска.